Срамно е, 23 години по обидот за убиство врз Киро Глигоров да нема ни осумничен, коментира првиот председател на Собранието Стојан Андов, кој вели дека со години самостојно истражувал и собирал белешки, за на крајот да ги објави своите факти. Грда работа е што до сега никој ништо не успеал да открие. Бегат и не се открива. 23 години од тогаш државата за срамови остава да нема ни еден осомничен. Никој не е ни осомничен, ниту има истрага водено за тоа. Тука е моето сомневање. И затоа ја напишав книгата, ака ладнокрвно сите тоа да го преживеат, да мува не ги лазе што се случи и како се случи. Последен пат Андов заедно со Фрчковски бил повикан на распит во 2001 година. Глигоров, мене, Бранко Црвенковски и Фрчковски. Јас знам таму што сум рекол јас, не знам другите што рекли. Еден дел од она што го Киро рекол беше објавено во еден весник кој кусо време излегуваше, се викаше Бизнис. Таму е дадено се она авантура на Фрчковски со врвниот грчки шпион генералот Николаос. Во однос на реакцијата на Љубомир Фрчковски дека во својата најнова книга објавува невистини, Андов со краток коментар. Нек си имат мислење какви сакат. Слободна е оваа земја. Да бидат живи и здрави. Книгата на Андов, до атентатот и по него, ја разбранува јавност. Во неа тој пишува за несогласување со Бранко Црвенковски, но особено со тогашниот министер за внатрешни работи Љубомир Фрчковски. 2 децении потоа, неуспешниот атентат врз поранишниот председател останува мистерија. Па и до ден денес не се знае кој и зошто сакаше да го убие Глигоров во 1995 година.